За 2,5 години СДСМ на власт успеа да направи повеќе отколку ВМРО ДПМН за 11 години претходно. Отворени се 50.000 работни места, покачена е минималната плата, компаниите се субвенционираат, има поврат на ДДВ, а спроведени се и многу други мерки во интерес на државата и граѓаните, се слушна синоќа на трибината во Кочани. Платите просечно порасна 2000 денари, минималната плата, токму што е важна за овој ваш регион, за најкритичните гранки во државата порасна и до 4000 денари. Но минималната плата денеска, ако тогаш изнесуваше 8500, денеска изнесува 12500 денари. И тоа се многу повеќе пари во джебот на секое семејство. Но тука не застанавме. Многу скоро владата, премиерот Зоран Заев, јас како министерка и вице-премиерот Ангјушев ќе најавиме ново покачување заедно со синдикатите и стопанските комори, затоа што нашите работници, затоа што нашите граѓани го заслужуваат тоа. Оваа влада води практична, а не популистичка политика, нагласи меѓу другото подпредседателот на партијата Дамјан Манчевски, зборувајќи на повеќе теми. Вие 2 години успеавме ги решиме најкрупните проблеми на државата. Нешто што 30 години не беше возможно. Да, со прилично голем, можем да признам, и ризик, превземен, успеавме ги решиме најголемите проблеми на државата. Денеска Македонија е на прагот на НАТО и да ги почне преговорите за членство во Европската Унија. Нешто што одамна го збориме, ама никако се случи. Граначалникот на Кочани Николчо Илиев се осварна на несработеното, туку на затекнатото од пред 2 години. Затекнавме задолжена општина на основниот буџет од 76 милиони денари. Долг на образованието 43 милиони денари и обврски по кредитите. Навистина, сликата не беше розова и малкумина беа оптимисти дека ќе успееме да се снајдеме во оваа состојба. Благодарение на ентузијазмот, благодарение на нашата ориентација за отчетно работење, уште во првите 6 месеци ги стегнавме сите конци во наши раце и успеавме општината да ја задолжена општина да не направиме раздолжена и ликвидна општина, односно кредитоспособна општина.